Општините тврдат дека колку толку извлекле поука од ланската пожарна катастрофа во источниот регион. Противпожарните единици биле поопремени, пожарникарите поподготвени, а општинските власти поорганизирани во тоа како да се справат со потенцијалните огнени ризици. Лани во пожарите пеколно страдаа Берово, Пехчево, Делчево и Кочани и заклучокот на сите одговорни беше дека никогаш повеќе огнот не смее да направи толку големи штети. Речиси една година подоцна, прашањето е што општините презедоа во меѓувреме. Во однос на презедоната буџетска година имаме две нови вработувања во територијалната противпожарна единица Берово. Едниот е правото на командир на оделение, со тоа ја зајакнуваме организацијската структура, и едното лице е нов вработен пожарникар. Во однос на претходната година, веќе рековме, набавивме имаме ново возило, дополнително обезбедено донација преку Република Словенија во опрема. Преку програмата на UNDP набавени се нова друга опрема и секако донација од одредени општествено одговорни компании во делот на зголемување на опремата. Не велам дека сме на ниво да имаме се, меѓутоа она што годините назад го немавме заради проблемот и актуализирањето со заштитата и спасувањето после немирите настане од претходната година, практично имаме подобрување и во делот на опременоста и во зголемувањето на човечките ресурси во територијалната противпожарна единица Берово. Сепак драстични промени во склоп на територијалните противпожарни единици нема, а пожарникарите се уште имаат голем недостиг првенствено од луѓе и возила. Како и сите други единици, територијални противпожарни единици, сигурно дека и во територијалната противпожарна единица Берово, која што исто така ја обслужува и територијалната општина Пешчево, сигурно недостасуваат неколку работи, како што се, например, да се набават нови возила. Ние минатата година набавивме едно навално возило, ново навално возило. Во процедура сме сега да набавиме уште едно возило за шумски пожари, кое што се надеваме дека ќе пристигне пред сезоната која што, како што знаеме сите, летниот период. Било добро доколку единицата се пополни комплетно се пополни со човечки фактор, односно на нас не е потребно уште еден пожарникар да единицата биде комплетна. Големиот број пожари минатата година и долгогодишните последици од нив ја промовираа идејата за заеднички противпожарен систем во регионот, но таа остана само идеја. Зошто? Треба согласно со сите, заедно сите градоначалници. А секако треба, ова да се направи и како проект, односно да се наменат средства од Источноплански регион за реализација на овој проект, кој што би бил многу корисен за жителите, за населението во целиот источен регион. Сепак извесен исклучок е општината Кочани, каде граѓаните се организираа во доброволно противпожарно друштво, поминаа соодветни обуки и по пат на донации собираат пари за купување на теренско возило. За нешто слично сега се подготвува и Пехчево. Последните неколку месеци ние со разговори со нашите противпожарни доброволни противпожарни друштва што се во истокот од Свети Николе, од Делчево сега имаме ново, да видиме како оди постапката за формирање и на која сме ние во Пешчево да формираме вакво противпожарно друштво. На овој начин би се овозможило многу поголем човечки потенцијал со соодветни знаења да се вклучи во гаснењето на евентуалните пожари.